Почитувани гледачи, вие сте со урбаните вести на МТМ. Бесплатни превентивни прегледи на Министерството за здравство и Здравствен дом Скопје ќе се вршат во Скопската општина Киселавода. На организирани пунктови покрај лекарски прегледи, граѓаните ќе добиваат и совети за заштита од топлотните бранови. Акцијата во општина Киселавода ќе се спроведува до 31 јули од 18:30 до 21:30 часот на различни локации. Еве ги насловите за денеска. Основното училиште Лиман Каба во Љубетен доби нови тоалети. Екозооградина, донација од градинката Росица за зоолошката градина. Доделени дипломите од бесплатните курсеви по англиски јазик во општина Петровец. Јавното предпријатие Водовод и канализација ќе става пломби на водомерите. Општина Бутел го заврши проектот за санирање на санитарните јазли и изградба на нови тоалети во основното училиште Лиман Каба во населеното место Љуботен. Средствата се од буџетот на општината во висина од 360.000 денари, а новите тоалети ќе ги користат наставниците и 426 ученици кои учат во ова училиште. Градоначалникот на општина Бутел Петер Латиновски денеска го посети основното училиште Лиман Каба во населеното место Љубетен и се запозна со работите кои се одвиваа околу еден месец во ова основно училиште по завршувањето на учебната година. Станува збор за проектот од исклучително значење за ова училиште во кое учат 426 ученици. Проблемот беше санитарните јазли и потребата од нови тоалети, бидејќи учениците досега користеа нехигиенски полски тоалети кои се наоѓаа во дворот на училиштето. Денеска сето тоа е минато. Во изминатите месец дена, општина Бутел и предпријатието ГИФ Инженеринг од Скопје напорно работеа и направија нови 6 тоалети во склоп на училиштето Лиман Каба. Периодов кој што е кога да учениците не се на настава, сакаме максимално да го искористиме за реконструкција и оспособување на сите оние потреби на учениците за да може од 1 септември непречено да започне воспитно-образовниот процес во сите училишта на територијата на општината Бутел. Не само што градиме ново училиште, не само што планираме да изградиме уште едно ново училиште, напротив, сакаме во сите училишта, еве конкретно денеска сме тука во селото Љуботен, во училиштето Лиман Каба, завршиме едно многу важна задача, важен проект би рекол, каде што повеќе учениците нема да излегуваат надвор за време на зимскиот период и така натаму да ги користат тоалетите кои што се наоѓаа во училишниот двор. Напротив, направиме 6 нови вециња од кои што 2 се за наставниците, а 4 се за учениците. Сметаме дека меѓутоа од самите можете да видите дека тоа се нови, се направи зид, се вклопија вецињата во склопот на самата училишна зграда и мислам дека создадени се услови и за најекстремните временски неприлики кои што ќе владеат учениците слободно да ги користат. Еве во нашето училиште се гради постепено секоја година по нешто се гради. Ова година се гради 4 плюс 2 весиња за ученици и за наставници. Па и ние мислиме дека со сите овие преземени мерки што се земени од страната на општината, тоа ќе влие во воспитно-образовниот процес на учениците. Ние како училиште имаме 426 ученици, до сега тие ги користи овие полските весиња, што тоа сега ќе оди во историјата, нема веќе да ги користат овие весиња. Градоначалникот Латиновски упати апел до вработените и до учениците, кои ќе ги користат од 1 септември новите тоалети, за истите да водат сметка и да се грижат за нивната состојба. Средствата за реализација на овој проект се од буџетот на општина Бутел во висина од 360.000 денари. Градоначалникот Латиновски најави дека во фаза е решавањето на имотно-правните односи во непосредна близина на самото училиште и конечно да се реши и тој голем проблем, а тоа е изградба на нова училишна сала. Детската градинка Росица од Ѓорче Петров донираше ново забавно едукативно катче екозооградина во Скопската зоолошка градина. Тимот од детската градинка со својата креативност направи катче со помош на стари гуми, пластични шишиња и други стари предмети, во кое ќе уживаат дечињата при посетата во зоолошката градина. Во новото детско забавно катче може да се видат жирафа, мечка, мајмун, зебра и други животни кои се направени од стар материјал.
Директорката на зоолошката градина Татјана Стаменов истакна дека очекуваат ова катче да биде постојана поставка за истражување, уметност и креативност на вештите рачења на децата, заедно со нивните родители, наставници и воспитувачи. Директорката исто така истакна дека ова е дел од низата на проекти на соработка која имат детската градинка Росица и Скопската зоолошка градина и представува поттик на едно ново место да се преточат идеите на дечињата на поголем простор, бидејќи едукативниот центар стана претесен како резултат на разни истражувања. Зоо Скопје се обидува да биде промотор, поттикнувач или поддржувач во едукација, пред се во неформалното образование, во спојна едукација, забава и рекреација, пред се во позитивни и здрави навики. Нека ова катче биде постојана поставка на истражување, уметност, креативност, на вештите рачиња на децата, воспитувачите, наставниците, родителите, спој на наученото практицирање. Денеска сме сите тука, заедно да го отвориме ова ново едукативно забавно катче, кое го нарековме зооградинка. Соработката со зоолошката градина и нашата градинка е веќе традиционална и повеќе од срдечна, и нас ни е не само чест, туку и големо задоволство да сме денеска тука и да оставиме едно мало нешто за сите вас. Директорката на детската градинка Росица, Ана Серафимовска, истакна дека изработката на овие животни од стари предмети траела околу месец и половина и посочи дека се надева дека и останатите детски градинки ќе го следат нивниот пример. Директорката на градинката исто така истакна дека оваа креативна работилница ќе биде само дел од низата на проекти кои ги реализира градинката Росица во наредниот период. На над 50 граѓани, жители на општина Петровец и вработени во општината, денеска градоначалникот Борче Митевски им додели дипломи за завршен прв степен од бесплатниот курс по англиски јазик, кој општината годинава за прв пат го организира. Денеска во просториите на општина Петровец, градоначалникот Борче Митевски им ги додели дипломите на лицата кои го завршија првиот степен од бесплатниот курс по англиски јазик кој се спроведе во општина Петровец. Општина Петровец оваа година за прв пат започна да го спроведува проектот за бесплатен курс по англиски јазик за повозрасните жители од оваа општина, како и за вработените во општината, со оглед на тоа што од следната година стапува на сила законот според кој сите државни службеници треба да имаат основно познавање на англиски јазик. Курсот го посетуваа повеќе од 50 лица кои денеска го добија уверението за завршен прв степен. Денес во општина Петровец доделивме дипломи за завршен курс по англиски јазик на жителите во општина Петровец кои го посетуваа курсот. Овој курс е во организација на општината, значи за прв пат општина Петровец организираме бесплатен курс кој го посетија повеќе од 50 жители од општина Петровец. И во наредниот период ќе го организираме, значи ќе продолжиме овој курс. Курсот го одржуваме во просториите на основното училиште Кочо Рацин, бидејќи се работи за жители постари од 30 години. Значи гледаме да им излеземе во пресред на тие жители и курсевите да бидат во попладневните часови. Првиот степен се одржуваше од месец март, додека пак со вториот степен ќе се започне од септември. Градоначалникот Митевски истакна дека од септември, освен што ќе има настава за лицата кои продолжуваат со вториот степен, ќе биде повторно воведен и почетниот степен за оние луѓе кои сакаат да изучуваат англиски јазик, но не го посетувале курсот во месец март. Енергетската компанија МЕПСО денеска ги пушти во употреба новиот 440 на 110 киловолтен автотрансформатор во трансформаторската станица Скопје 5 и реконструираниот 110 киловолтен далековод Скопје Куманово. Двете инвестиции се вредни 4 милиони евра и со нив ќе се зголеми квалитетот на електричната енергија и ќе ги сведат на минимум ризиците од испади на електрична мрежа. Денеска одбележуваме две многу значајни инвестиции во нашата преносна мрежа, проекти во кои инвестиравме 4 милиона евра. Ставаме во функција нов 400 на 110 киловолтен енергетски автотрансформатор, кој ќе биде поврзан за паралелна работа со постоечкиот автотрансформатор. Инсталиравме инвестиција вредна 2,7 милиони евра од исклучително значење
за подобрувањето на карактеристики на преносната мрежа во делот на регулацијата на напонот и тоа во Скопје. Владата како и досега, така и во наредниот период ќе се залага за обезбедување на енергетска стабилност преку континуирано инвестирање во изградба и одржување на квалитетна дистрибутивна мрежа. Денешниот настан е потврда дека владата заедно со МЕПСО презема конкретни чекори за остварување на зацртаните цели во развој и изградба на електроенергетскиот систем. Новата инвестиција ќе обезбеди стабилна напонска мрежа за потрошувачите, ќе го зголеми квалитетот на електричната енергија и ќе ги сведе на минимум ризиците од испади на мрежата. Жителите на Тафталиџа 2 оваа година ќе одбележуваат 50 години од основањето на населбата. На седницата на Советот на општина Карпош едногласно се усвои предлог одлуката за одбележување на годишнината на оваа населба, која во иднина треба да прерасне во традиција. Општина Карпош и понатаму важи за една од најспортските општини во државата. Тоа го потврдува усвојувањето на предлог одлуката за наградување на професори, тренери и индивидуално прогласените ученици најдобри спортисти во училишните спортски лиги во Карпош. Едногласно беше усвоена и предлог одлуката за наградување на екипата победник во младинското државно првенство во кошарка за млади до 20 години. На средношколците Елена Мерџановска и Теодор Дуевски Советот на општина Карпош со 22 гласа за одобри да им биде доделена финансиска поддршка за учество на меѓународниот надпревар по физика. Со 13 гласа за и 9 против се усвоја уште 7 точки, односно предлог решение за разрешување и именување членови во училишните одбори на основните училишта на територија на општина Карпош. Со 22 гласа за беше усвоен и предлог заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работа на неколку училишта за учебната 2013-2014 година. На оваа седница дополнително беше додаден и предлог одлуката за доделување просторија на Црвениот крст во една од урбаните заедници на територија на општина Карпош, која беше едногласно прифатена од советниците на општината. Во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје во текот на минатата година биле превезени 52,4 милиони патници, односно се продале толку билети, што е за 234.000 патници повеќе отколку во 2012 година. Бројката на превезени патници во реалноста е многу поголема, бидејќи во неа не влегуваат лица над 62, односно 64 години, кои користат бесплатен превоз, како и деца под 6 години, затоа што за нив не се издаваат билети. Порастот на бројот на превезените патници исклучиво се должи на зголемениот број на корисници со претплатни билети, за 1,2%, односно за 403.000. На прво место по користење претплатни билети се учениците и студентите со 40,7%, а по нив лицата со билети за поништување 29,4% и на трето место се тие со месечни билети со 15,7%. Освен што е зголемен бројот на патниците, се бележи и пораст на лицата што се превезле со жичницата Милениумски крст, како и на приходите по таа основа. Пред минатата година биле остварени 11,7 милиони денари, а минатата година 16,3 милиони денари. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје отпочна со акцијата за поставување на пломби на водомерите. За таа цел набавени се 60.000 пломби кои ќе бидат поставени на водомерите. Со поставувањето на пломбите ќе биде оневозможена евентуална манипулација на самите водомери, што ќе доведе од една страна до намалување на загубите на вода, а од друга страна ќе доведе до зголемување на самата наплата. Јавното предпријатие Водовод и канализација исто така ќе набави 5 агрегати за отпадна вода и 50 скутери. За купување на пумпите предвидени се 8 милиони денари, а за скутерите кои ќе бидат со зафатнина на моторот од 50 кубици ќе се оделат 5 милиони денари. Потребата од подвижни агрегатни пумпи е со цел да се овозможи брзо и ефикасно делување при појава на поројни дождови и појава на поплави. Овие пумпи се лесно преносни и имаат голем капацитет за црпење, пред се на атмосферска вода. Додека пак 50 скутери им се потребни на вработнините во наплатната служба, односно за контролорите и инкасаторите побрзо и поекономично да ги извршат своите работни задачи на територија на град Скопје. Во големата сала на општина Газибаба беа доделени уште 120 нови решенија за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на физички и правни лица.
Во општина Газибаба има пристигнато најголем број на барања за легализација на дивоградбите. Од вкупно 16.000 барања кои се поднесени од страна на граѓаните во општина Газибаба, досега се изготвени и доделени околу 3890 решенија. Тимови формирани да постапуваат по барањата за легализација се составени од вработени во општината и дополнително ангажирани волонтери. Изготвувањето на вакви решенија за легализација на дивоградбите од стручни тимови на општина Газибаба продолжува и во следниот период. Работнички одигра Реми 0:0 со Хелсинки во второто квалификацијско коло во Лигата на шампионите. Тренерот на Јувентус Антонио Конте си поднесе оставка. Повеќе детали од спортските вести гледате по рекламите.